Да ве поздраву, да ви пожелу успешну годину с берекет и да почнете овој работа, ја што ќе го збору да го работите. Од овој работа пчеларство нема полака. Само е тешка продажба. Овој друго е све лако. Ќе сакав да го работи и постари, и помлади, ама ви треба да ги помагате и да ги направите пчели, а вие друго све може, ви стари и млади да работи. Па да не дужу многу, него да го почнем одмор работу, преседник многу ми зема време. Да, јас сам Драги Шестошевски, пчелар у Челопек, заедно пчеларимо ја, брат ми и еден што друг, нема га. Да, па зема големе пари и се откажа. Синче и Снашко сакам да ги уклучив, и они работив, сакав да работив за пчелан отров, сакав да работив за млеча, ама не ги се брка пчеле, а пале. А ќе видите ова пање што е све добро. Е тако, значи Стошевски Драгиша, у Челопек пчеларимо, у Степанце, тој на викендицу сте биле, овие са 4 пчеларник, тој има 5-4, куде го работимо, вадимо од пчеле све што можеме, значи у све смо се ангажирале. У мед, прополис, меч и почнамо и пчелни отров. Па затоа викам, пчелни отров, најлака работа кога ги направиш пчелек саглан, а никој не вадимо и тај благодет си отиде такој. Тоа е штета. На крај ќе ви кажу колку е рачуница и се што испуштимо. А направиле смо ги пчели и за тој работу. Па на не дужу многу ќе кажу све помалку по нешто. Да почнеме од прво што е пчелни отров. Значи, пчелни отров е биолошки секрет кој има намена да ги заштити пчелни семејства од надворешен непријател, односно самоодбрана кога е загрозил нивниот живеалиште кошница. Составот на пчелни отров е таков да не ги убива непријателот, туку само да го истера. Кога би го убивал, значи би имае друг проблем. Би се јавија нехигиена, дали у саме пчеле, дали око пчеларник ако сака пчела да го убие тога. Не му е цилј на пчелу да го убие, него цилј му е да го истера, да не е покрај њума. Но не само што директно влие на непријател, туку ги алармира и други пчели. Да доаѓаат со лесно испарљива состојба во отров кој за брзо време стигнува до мирисот и на други пчели и на останатите пчели, со тоа го голему агресивност на пчели и друштва. Значи виделе смо дека кад не уапе една пчела, одма и други сакав да дојде тој. Алармирав ги нин обрамбен систем. Апситоксин е термин кој се стручно назива за отров на пчелите. Друго што е пчела, значи на задниот дел од телото на пчелите има две жлезди кои лачат секрет отров, како и резервни кесички, каде што отровот се насоберен и спремен за да прими и убот преку осило. Осило има засети, така што кога пчела ќе убие, осилото во повеќе случаи останува во кожата, за зал ова е смртоност за пчелите. Тога сви знаемо, ама мора нешто да се каже. Пчелниот отров, апитоксин, има големо значење на животот на пчелите, семејства. Тој е продукт на отровни жлезди кој е составен дел на уводни апарат кој го има само пчела работничко го има уводниот апарат. Матица го користи само кога се бори со друга матица. Труд, нема отродна жлезда. Жлезди на сосема млади пчели произведуваат малку пчелен отров. Тој смо го виделе, многу ме питуе, абе че гише една пчела кад ми уапе малку, али една кад ми уапа распакаме и ја га тој осеќам. Значи ако е пчела млада, малку отров има, не боли.
Исто како ќе те удари дете или стар човек, але ако те удари некој млад човек од 25 години, ќе те заболи са глам. И тоа ако те уапе пчела од 15 до 18, значи са глам те боли. Установено е дека една пчелност може да даде 0,1 милиграм. Тоа е просек. Како една пчела што може да даде мед 2 грама, тако една пчела може да даде толку пчелен отров. Многу викав дека една коштица преку една година слушае се ми читае се до 5 грама. Ми не можеме 5 грама да извадиме. Ми, ако може да извадиме од 2 грама од едно пчелно семејство у сезону, ми сме добри. И исплатливо. Може и 3 грама. Може и 4, ама у 10 или 15 години еден пут тој. Како мед што може да извадиме 30 кила, 40 кила у сезона, ама у 10 години. Значи, просега фати со саглам работу, од едно пчело може да извадиме 2 грама пчелен отров. Иако отров кој е во контролирана куќица е безбеден и многу користен за човечко здравје, бидејќи одличен катализатор и хемиски процес на организам. Кај човек добро е позната особина отров, се појавува јака локална болка на место на каснување, црвен улиоток, ако човекот не е алергичен. Болката поминува за 24 до 48 часа. Пчелари со така со тек на време стекнуваат и имунитет на пчелен отров, па покрај каснување од неколку пчели кај нив не се јавува оток и црвенило и кожата на кожа. Исто така е познато дека голем број на луѓе кои се на постара возраст, а се поврзани со пчеларство, живеат подолго поради убот од пчели што го добиваат во текот на нивниот живот. Тоа е научно докажано. Ми викамо, едемо мед, за тој живееме по... Не, ми пчелари живееме подолго, затоа што немаме пчеле. Видемо на корону да га многу малку пчели умрева и пчелари, сак да не се, и се разболемо, и јас се разболе, ама полека го пројдемо тој работу, све захвалност на пчелен отров. Сак некој ќе каже, поумирав пчелари, поумирав, ама тие што ги апев, ако треба да умре на 50 години, ќе живи 55 години. Значи, 5 години му се продолжува век, па и повише, ако го апе пчеле. Немој да стравуете, нек не апев. И па боли, ама куде боли, тој има јарно. Пчела од различни раси има сличен состав на пчелен отров, но сепак може да се откријат разлики на например, индиска медоносна пчела Апис сезан дава повеќе отров од обична медоносна наша пчела Апис мелифера. Отровот Апис дороса, тоа е гигантска пчела, е поефикас при лечење на реуматични болести на пчелен отров и Апис сезам индиска медоносна пчела. Пчели кога ќе не уапат или кога ќе збирам отров, 2/3 отров, а една го изфрлаат, а 1/3 останува за себе. За себе за самоодбрана. Тоа значи дека останува жива, зашто не ги откинува осилото и како боцка луѓе или кога животни. Слушај, кај осилото поради засецкано останува во кожата, односно се откинува од дебелото црево за пчела и таа угинува. Собирање на пчелни отрови е најсоодветен да се почне од април до октомври, кога пчели се и активни. И сега, за нас немамо ми по април и октомври пчеле за тој намено, ќе си дојде ред кога ќе кажеме. Познато е дека пчели со старост од 15 до 18 дена содржат највеќе отров околу 1,3 милиграма. Значи, прокси беше 1,1, овека 1,3, овие пчели давав од 15
Помалку е кај постарите пчели, а максимум количество пчелни отров е кај пчелите во тек на пролет и лето. Тогаш највише дават и во тек на активно пчелска сезона. Сепак една пчела во просек дава 1,15 отрови го чува, во друго го чува ако му затреба. Значи нега се изфрља. Боја на отрова е природно белкавоста сивкаста, под дејство на сончеви светлина потемнува. Кога ќе се збира, значи мора да се добро да биде обоено стакленце и да се заштити со алуминска фолија од сончеви светла, во спротивно се губи од квалитет на отровот. Пчелни отров е во течност која за 5 до 10 минути станува кристална супстанца слична на солта. Откако ќе се испрли дел од отровот, пчелите е помедоносна. Се зголемува приносот, количество на собирање на нектар и полен, со изфрлjen пчелен отров, комплет со чистиот крлеш, не е комплет, али 70% се чисти. Значи, ако го работиме овој работу, 10 пут у годину збирамо пчелен отров или 12 пут, ми смо ги заштитиле пчеле на биолошки начин со истресување на крлеш. Тие нега ништив крлеш, ама ga истресуев. И после га мравке збирев и тако се очистуе од крлеш. Ево овој пчелен отров мој, јас што се вработае. Овдека, значи, ви стругам пчелен отров од стакленце, ќе ви покажу после. На вагу, тој има околу 1 грам. Приближно грам, нема грам пчелен отров од 12 пчелни семејства. У вакво тегличко се пакуе. Ето е. Да кажемо нешто за научно истражување за пчелен отров, док да дојдеме како се вади. Пчелен отров се користи во медицина уште стари времиња. При повеќе од 5000 години во Египет, Грција, Кина. Во своите белешки го спомнува и Хипократ советувал да убото пчели ке користат кај одредени состојби. Пчелен отров е составен дел на многу масти, креми кои се лесни за употреба во секојдневен живот со цел одржување здравје и квалитет на животот. Овде се напишае дури британска краљица се мажала со креме од пчелен отров, тако пишуе и науку. Она га доста користира. Сак да кажеме дека не треба да користиме, ако имаме пчелен отров, не треба да сме алергични, тој га знаеме. Можда да доведе до несакани последици. Експерти во Австралија тврди дека во лабораториски услови во епровета успеале да го уништат клетките на рак со синтетички мелатин, еден од состојките на пчелен отров, што се отвара можност за користење на пчелен отров во оваа насака. Значи, мелатин е пчелен отров, квалитет му се одредува према мелатин. Треба, кај ќе анализу над 50% да е мелатин, па да е што е поголем проценат мелатин, тој е поквалитетен пчелен отров. Во центар во апитерапија, аписпан во Русија, се користи безболни методи на убоди, боцкање со пчели кој е специјално развиен со третман на деца и луѓе кои се чувствителни на болка. Ја овој годину користина едно моја роѓаче, утегло му до носа пчеле, да га бодев, имаше неки болести, да се га боде, он прави си сам терапију, докуде на едно место 100 убода. Почне се едну пчелу, па 10, па после назад. И вика дека му го санирае тој негов болест. Според подаците од лекарска комора, антитоксин е сличен на зимски отрови или атлантска медуза,
содржи се 75 до 80 протеини и пепиди и е составено од 18 биолошки активни субстанции, минерали, ензими, слободни аминокиселини и масти. Апитоксин во својство рамки наоѓа широка примена и е популарен. Собирање е пракса, а фармацевтска индустрија го откупува по 130 американски долари. За 1 грам, но барат е квалитет. 130 е крајна цена. Не е крајна цена, у Австралија и 200 евра. Али куде нас, овај цена, ако го продадемо ми по 50 евра, добра е. Те ја имаше, тражива ми Пчелен отров, сак брго, не ми тражива на Фейсбук напишале и ја му пишуј колко. Абе, треба ми толку пчелен отров, 200 грама ти тражи за анализу. Абе, куде ќе ми произведем? А за анализу, еве, сак има у Хрватску, анализу да направиш, 1 грам треба да пратиш и 70 евра анализа. А они преваранти ти тражи 100 грама, 200 грама за... Исто и за пергу. Абе, да ми продаеш пергу, ке ти брам колко бе? Па 10 грама, па 10 денара. Абе, викам, не те срам да пишуеш тоа, ама и такви има. Што ги правиш? Во Македонија засега пчелни отров собират мал број на пчели, на домашен пазар никој не откупува, зашто нема софистицирана опрема за користење и надвор нема пласман, бидејќи странски компании се уште испитуваат дали е произведен органски под биолошки услови, сепак контакт со некои откупувачи Германија, Грузија, Хонг-Конг полека се остварува. Општо е познато дека не постои ниедна друга пчелен производ со толку различно биолошко дејство. Негова компонента се користи во фармацеологија, апитерапија, алергологија, како и експериментална биологија. Да кажемо нешто за физички својства. Јас сам напишај најкратко што може, да не има многу поише, ама најкратко што ни нас треба овдека, не е научно. Значи, пчелен отров е безбоен, густа тешто со мирис на мед и горчив вкус. Фактор pH му е 4,5 до 5, на суво може да се чува со години да изгуби својство. Значи да се чува како треба, во тегличка, затворен, херметички, значи не губи својства. Хемиски остав му е од повеќе протеини, но вклучува и калциум, магнезиум, фосфор. Најголем токсично дејство е мелатин, кој влие на циркулација на крвта. Друг својство е апимин, кој влие на нервен систем, и стамин, кој предизвикува болка. Тие треба би да ги знаемо и тие сам ги напишаја. Има још многу поише, ама јас сам тој избрае. Кад вадимо пчелен отров, треба да ги имамо и вие работе, значи правила за лична заштита и хигиена. Во пчеларни комплетна заштита облека, тој знаете, ја не го користам, али треба да се користи. Значи да си имаше комбинезон, рукавице, четка, тие се тој наредени. И столна лампа, која ќе се струга овој отров. Во просторија, бел мантил, ракавици, маска за лице, стругалка, жилет, лампа со црвено светло. И да не вадим отров, вие ни ги треба работе. Хигиена ни е за све најбитна. И мед кад врсамо мора да смо хигиенски опремени. Услови за собирање на пчелен отров. Овдека са, ако сакате 10 грама, ова е 1 грам да извадите од 10 пчеле, значи
овие две слики, три ги погледајте, само так може да извадите од 10 пчеле 1 грам. Значи, мора, ако сакамо да извадимо мед, да извадимо млек, значи мора да имамо здраво, силно пчелно семејство. А тој знае, он мора да имамо над 40.000 пчеле, па и повише. Не може да извадимо ни мед, не може да извадимо ни отров, ако не имамо спремено пчеле. Висока продуктивност, да се поставени на 20 до 30 сантиметра, лична хигиена на пчеларник и добро здравје, чиста индивидуална облека, одела, ракавици, капа и тие работи. Пчеларски инвентар мора да ни е од прохром. Овие се зборимо за отров треба да е од прохром жица. Хигиенско однесување при транспорт, кога ќе ги извадимо овие стакленца, кога ќе ги извадимо, извадам ја ово е стакленце кој да стружи отров. Лоцирам ga на овој апарат, апликатор ga турам на 3 пчеле. После 3 пчеле ga ваду стакленце, овој е од Јосип доле поставено, тура се, сладира се, а друго стакленце се тура. Па иде на други 3 пчеле. Тој мора да се хигиенски среди, да не ga фрлиш у кола, да ти пада и прашина и нечистотија, значи мора да е обезбедено хигиенски. Да се покрие, да нема светло ga ништи, квалитет му ga ништи. Однесување при транспорт, ја кажамо, посебна соба лабораторија, може и обичну собу, може и надвор, ама немој ветар да ти дуне да ти го однесе. Жабе си стругаја, он е лак, или треба по правило, треба и заштитни рукавице да туриш, треба и заштитну маску и под лампу со црвено светло. Тако е пишува литературу, мада ја не користам црвено светло. Да. Да не се гледа повишена стакло ја на обичну лампа пишува треба црвено светло, затоа сам ви не пишаја, немој да дојдем у загуб. Да. Начин за собирање. Процесот за пчеле отрови воопшто не е едноставен и поради тоа пчеларите на почеток се скептички. Се плашат дека пчелите може да ги уништи, угинат или ќе напаѓаат, зашто при итревирање со електровибратор некои стануваат агресивни. Нормално кога ги го пушти струи стануваат агресивни. За да собере пчелни отров, пчелите треба да има најмалку 50 пчелни семејства. Може и с 10. С 100 може još повише, може и с 20. Али ќе кажу после с 50 пчелни семејства што може мед да се извадиш, колку може отров да се извади. Ќе ви кажу и реално. Не да го надовуи цело, не го спуштам. Него реално. Неопходна е посебна електронски апарат, колектори. Тој е овој. Овој му е памет и жица. Значи овој стимулатор е направен со спет. Ќе кажем, неопходен е посебен апарат и колектор и панели што содават електровибратор кој ги иритира пчели да го исфрлат отровот. Може и рачно, се фаќа пчела и тоа сакние му без за состругање. Електроуреди кои не ги убива пчеле, тоа е колектор, уредот со стои се поставува на. Значи, овие апарати може да се постават на влезна коштица, во сама коштица оздола, на најгорен спрат, меѓу спратови како рамки што са, или има и уреди со 10 рамки. Еве ги, ова е мои апарати, ова е садаче, све се спакуе како треба. Овој апарат со спетовија плоче.
Направено е лак да кога извадиш да си ги спакуеш и да лако да ги транспортираш и да ги носиш куде сакаш. Начин на собирање на пчелен отров, апарат за собирање на пчелен отров е и прилагоден на пчелите. Го испуштат отровот врз основа на надраздување со електричен удар, при што не ги убавя, од силото изолото останува и пчела останува и дале да живее. Апаратот се состои од еден апарат, ова е, има на njega од 12 волта до 30 волта. Значи како сакаш можеш да си го подесиш. Наједноставно се користи батерија, што одговара први пат ми правимо, овега после купих, сам правимо на акумулатори, на батерија од моторчики. Тако почнамо, после искочива овие малку помодерни, не се исплати више тој да правиш. Ова е еден апарат, ја имам 3 комплета, Јоцо има 4, још некој имам овдека, купувамо ги по 220 евра. Значи, с едно вадење апаратура ќе ти остане за натаму да го користиш. Автоматски електростимулатор. Тој е овој. Значи, има струја од 0,22 до 0,27 ампери. Овдека има регулирано, например, од 1 до 10 секунди, како сакаш го наместиш. Овој е наместен 4 секунди, 3 секунди работи, 4 секунди е пауза. Можеш да го наместиш и 5 секунди да работи, 6 секунди пауза. Твој избор. За 1 грам пчелни потребно е да се изврши електростимулатор од 3000 до 10.000 пчели. Затоа ви кажува дека од 10 пчелни друштва можеш 1 грам да знеш. Можеш и 1,2, а можеш и 0,8. Овој електростимулатор има 5 излаза, значи 5 овие плоче се приклучујав, има и с 10. Ама с 10 е манипулација потешко, умрши ти се кабли овие, такој с 5 е за мене, за други може кој како сака, да има и може и с повише, да ослужува еден апарат и повише овие електростимулатори. Али најбоље од 5 до 10. Овие електростимулатори, ово е, значи треба да е жице од 0,2, има и подебели, произведувач како ги направи, мора да се од прохром, растојание меѓу нив треба да е до 3-4 мм, стакленце према габарити, зависи произведувач како ги прави. Има и поголеми и помале, али тоа е овај. Тој иде, дали е 2 сантима поголем, помало, значи тој е негде. Значи, собирање на пчелен отров, тоа е на стакленце дебелина 2,5 мм, може и 2, зависи од големина на простор. Значи, овој стакленце зависи од простор каква му е изведба. Треба да биде дебелина на плочку, треба да биде усогласена со овој, значи, растојание меѓу жици, електростимулатор, така како што е поставен во оквир, жиците не треба да лежат на површина стакло, иако ако постои некое растојание помеѓу намота на жици и стакленце плочи, пчелите тука ќе се заглават и умираат. На овој апарат, кај ќе ги вадимо, пред да извадимо, да ви кажу прво, кај ќе гледамо пчеле повише притиснемо и утепамо него овој апарат. Може да има 2-3 пчеле мртви, може да има и повише, али тоа е занемарувајќе. Ја мислам кај ќе го отварамо пчело, кај ќе го затварамо повише повредимо пчеле него со овие апарати.
према место на собирање по стакленце може да бидат надворешни и внатрешни. Значи, ова е, ја го користу начин надворешни. Може да се постави на само полетарку, на подњачи, ја тако користу. Може да се стави и да се угура унутра, али треба да има поголемо дно. Значи да се подигне подњача да е повисока, може и унутра. Или може да се, како сандак рамчики стои вако да се постави. Значи тоа е најлак начин е овој. На подњачу ставиш, дотераш како треба овој и пола сат или колку си ga наштелувае, одмараш. Работи на другу страну. Ка заврши тој работу, можеш да се вратиш на тој пчелу. Многу е мирна, така, она изфрлила отров. Овој го кажамо, хоризонтално собрач, вертикални, и тој го кажамо. Значи, ако сакате да зберете, мора овако да види пчеле. Кај ќе го ставите, кај ќе го пуштимо струју, да има пуно пчеле. Немој да се мава пчеле, ако мува, нема ништо од тој. Значи, вадете ga на другу, го турајте. Нема пчеле. Или нешто не смо погодиле. Или апарат може да не работи, нешто откажало. Значи, мора да ga најдемо узорак. Режим на работа на апарат, значи ова е од 12 волта до 30 волта. Исто му се и менја херц. Значи може да иде од 350 до 1000. Тој зависи од све. Ако е топло време, намалуе се и волтажа и херци. Ако е влажно време, се зголемуе. Пишуе си у книгу тој, ама како ga е наместија производјач, ја ga тако користу. Може само да регулирам овој време траење. Значи, има од 30 минути до 2 сата. Може да си ga штелуеш, да работи 3 секунди, 5 пауза. Во еден апарат има 5 плочи, кои за 1 час се менуваат на друго пчелно семејство. Значи, ја овој апарат ga 50 минута или сат ga држу, па ga туру на другу, па ga туру на треќу, после ga ваду стакленце, складирамо ga, турамо друго стакленце и продолжуваме такој. По тргање од апарат потребно е да се истружи. Значи, може 2 сата да се исуши пчелен отров, 2 сата или 24 сата. Тој го работу ја, јутре работу, значи пројде 24 сата, добро се исушиле и лако е за стругање. Исти третман се повторува за 6 до 10 дана. Твој избор, дали ќе работиш после 6 дана, најболje е од неделју до неделју, на 7 дана, еден пат у неделју. Идеш, тој го работиш. За време на работа повеќе пчели не се агресивни. Ја и тој на викендицу турам ga, го изфрлаат отровот и се заминуваат, но има пчели кои се агресивни во пчеларник од 30 до 50 метри. Поради што може да напали луѓе, добиток, но сепак за кратко време се смируваат и си продолжува нормално. Кога да започнеме да собирање на пчелен отров? Се знае, мора да направиме пчеле, па да почнеме да собираме мед. Тој го работимо во април, март, да ги направиме пчеле. Ми ги правиме пчеле за багрему пашу, да се ни топ форма, да има. Значи,
од 7-8 грама ланструт па нагоре легло. Тие пчеле може да ти донесе и мед, све. А слаби пчеле ништо не се. Значи, а тој работу у мај, јуни, јули ги имам. Времето биде суво и топло. Стакленца да се пази од светлина, тој ги уништуе квалитет на му го уништуе на отров. Да се струга 2 часа, количето на страни приноси не смее да има, пчелно отров не смее да има влажност на 10%, се пакува во темно теглички, херметички затворен, да се чува во замрзувач на минус 80 степена. Пред тој што збори дека кај ќе ги направиме пчеле за багрен, а нема паша, што правимо? А спремиле своји пчеле. Значи идемо на варијанту на пчелен отров. А ако има паша, још поубаво. Каде има паша, каде има полен, так донасав и отров, све е благодет. Значи, ми, кој има 50 пчеле, понапред има смо приноси околу 20 километр. Сак паднамо испод 10. Значи, 50 пчеле можеш да збереш 500 километр. Овие сак наши услови. Не можеш повише. Овој годину не знам дали ќе зберам 10 кила. Ако ни даде 10 кила, пуна капа, што се вика наши. Али, зато имам алтернативу. Збраја си ги, направија си ги пчеле. Сак, 3 месеца бирамо, мај, јуни, јули. Да ги на неделю дана. Значи, ќе работиш ти овој годину за пчелен отров 12 дана. 13 дана. У годину. Од 50 пчеле треба да извадиш 100 грама. Не мора 100. И 80 извади. 80 грама треба да извадиш. Значи 12 дана да работиш, да извадиш 80 грама, по 50, тоа е 4000 евра. Значи сви трошкови ќе ти ги покрие и за одмор ќе извадиш. Ама треба да работиш. Ќе го продадеш. Ако го имаш и мет, па не стои. И мет не го све од еден пут продадеш. Овој стои 20 години. Ако ти е заштитен како треба, значи 20 години. Затоа ви викам, за 12 дана да извадиш ти 3000 евра. Не мора 3000 евра извади. За 12 дана тоа е добра пара. Да. Затоа ви викам, многу доходовна, а с малко работа. Поставиш, иди под сливу и кружку, пи пиво, они ти работи. Па помери на другу, па на треќу, значи тај ден можеш и другу работа да си работиш. Значи само треба да се работи. Ово е моја поставеност. Овие години не сам вадија, лани и преходи. Да ви кажам, не можеш, нема. Па ја не мога да извадам, што ќе продам. Многу малко, ти туде од 15-20 грам. Значи треба си пчеле да имаш и треба да има паша. Ако немаш квалитетно паша, ако немаш полен, највише од полен зависи и отров. Ако има полен утро, ќе има и отров. Све има. И мет има, све има каде има. Тоа е, другари. Овие слики ги знаете. Овека дружина некој ги нема, Бог да ги прости, неки смо туја. И овој лепотан не знаете. Користелна литература,
И тоа е од мене, што треба питајте.